Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за трансплантација. Сигурно сите сте слушнале барем за трансплантација и отприлика знаете што е тоа, но ако би го дефинирале, би звучало нешто вака. Значи, трансплантација е процесот на земање у наводници клетки, ткива или органи, најчесто органи, од едно суштество, и овдека имам стајно суштество, а не индивидуа, бидејќи ова може да се прави и со другите животни, така, значи мачка, куче, мајмуни и така натаму, и префрлање на истите, значи на клетки, ткивата или органите, од едно на друго суштество или пак на истото суштество, али на друго место. Сега, суштеството од кое ги зимаме клетките, ткивата или органите, се нарекува донор, таму кај што ги префрламе, тоа е домакинот, односно реципиентот. Во ред? Сега, клетките, ткивата или органите кои ги зимаме се нарекуваат пресадок или пак се нарекуваат графт, што всушност значи калем. Така сигурно се слушнале калемење на дрва, каде што се зима гранче од едно дрво и се става на друго. Епа, исто и тука така се нарекува графт, но ја ќе го користам терминот пресадок. Сега гледате, и во самата дефиниција е спомнато, дека некогаш пресадок може да се земе од еден организам и да се стави на истиот организам. Сега рече, добре, тоа малце глупо, што, ќе трансплантираш бубрек од едната страна на другата страна? Не, значи ова најчесто се трансплантации на кожа, каде што се зима кожа од едно место на телото и се става на друго место на телото кај истата индивидуа. Океј, сега, трансплантација како идеја е всушност доста стара. И теориски ќе си помислиш дека е доста лесна да се изведе. Така, значи, ова го правеле уште пред илјадници години. Си викаш му фали рака, па да земеме рака од друга индивидуа и да му, не знам, сошиеме и можеби ќе функционира. И тоа имаме записи дека е пробувано пред илјадници години, но тогаш воопшто немало шанса нешто да успее, бидејќи немале напредна медицина. Првата успешна трансплантација е релативно скоро. Значи пред околу 100 години, сега не знам, 1900 и некоја година беше, но поентата ми е дека практично е тешко да се изведе. И ова биле трансплантации така на некои други животни, не било на човек. Значи мислам дека беше на мачка, се префрлале бубрези или пак трансплантации на кожа кај стаорци, и тоа стаорци или мачки кои се генетски идентични. И сепак и тогаш не било толку успешно. И генерално има две бариери за успешна трансплантација. Првата бариера е хирушката, која всушност и требало најдолго време да се помине, а тоа е самиот процес на операцијата, нели, кој се прави да се извади органот, односно пресадокот од едниот организам, да се трансплантира, односно пресади во другиот и при тоа да не умре домакинот каде што го пресадуваме. Така, значи да не искрвари, правилно да се приспаат крвните садови, да нема инфекции и сите други проблематики кои се доаѓаат со операции, со хирушки зафати. Но ние нема тоа да го разгледуваме. Значи рачунаме дека тоа е решено и дека може да се направи. Да, тешко е, треба доста стручни лица, но може да се направи. Втората бариера со која се соочуваме денес е имунолошката. Односно, од која ќе го префрлиме успешно органот, така например бубрек, трансплантирале и сега имуниот систем на домакинот очигледно дека ќе го препознае пресадокот и нема да познае дека тоа е бубрек, едноставно ќе гледа туги антигени и ќе проба да го отстрани. Значи тоа е проблемот кој пробуваме денеска да го решиме. Имунолошката бариера. Во ред, пред да продолжиме, сакам да ве прашам дали трансфузијата е трансплантација. Сега сигурно се слушнале и за трансфузија и знаете дека е нешто со крв. Сега претходно дефиницијата спомнав дека трансплантација е зимање на клетки. Ќе речеш, добро, трансфузија е, всушност крвта се клетки, така има клетки, добро, има и крвна плазма, но после ги пренесуваш во друг организам тие клетки. Така што е трансплантација? Па и да и не. Значи спрема дефиницијата која дадов, може трансфузијата да се гледа како трансплантација, но бидејќи е толку опширна област, ќе ја разгледаме во посебно видео и главно се рачуна како посебна тематика. Океј. Сега, во однос на пресадокот, како што спомнавме, може да биде од една индивидуа на самата иста индивидуа. Така, например, од едно место на друго. И како што спомнав, ова е најчесто со кожа. Трансплантација кожа, пример има некои изгореници на лицето или како и да е, ќе се извади кожа, например, од грбот или од задникот и ќе се префрли на изгореното место, така што да се санира штетата. И ова се прави доста често. Имаме изопресадок, односно сингенски пресадок, а ова е пресадок помеѓу два идентични близнака. Значи монозиготски, односно еднојајчени близнака, и вакви биле првите трансплантации. Значи само помеѓу идентични близнаци.
Но ова не се изведува толку често во пракса, бидејќи најголем дел од нас немаме идентични близнаци. Но дури и да имате идентичен близнак, во голем број случаите не е практично да се врши трансплантација. Зошто? Да, ако треба да се трансплантира бубрек или кожа, окей, може да се направи, но да речеме ако треба да се трансплантира срце, што ќе правиш? Ќе го извадиш срцето од едниот близнак, ќе оставиш кај другиот? Не може, и на првиот близнак му треба срцето. Сега во некои ретки случаеви, ако не знам, има собраќајка, па едниот загине, другиот е во тешка критична состојба, па да се изврши трансплантација, окей, но тоа се многу ретки случаи. Така што во пракса вакви изопресадоци не се прават до толку често. Најчесто се прави алопресадок, односно алогенски пресадок. Тоа е пресадок од една индивидуа кон друга, при тоа не се генски идентични, али се од истиот вид, значи од човек на човек. И ова е најчестиот тип на трансплантација кој се изведува. Океј, значи алопресадок, односно алогенски пресадок, односно трансплантација. И за крај имаме ксенопресадок, односно ксенотрансплантација, односно ксеногенска трансплантација, кога се зима орган од едно животно и се става на друго животно, односно во овој случај од свиња на човек. И ова е тема за која ќе говорам во посебно видео, но не се изведува толку често и има многу проблеми кои пробуваме денеска ги решиме со генетски инженеринг. Така што најчесто во пракса имаме алопресадување, односно алотрансплантација, односно алопресадоци. Во ред. Сега, имун одговор нормално ќе се покрене против алопресадоци или ксенопресадоци. Така, значи против автопресадок и изопресадок не може да има имун одговор, бидејќи нема други нови антигени. Така, значи остануваат антигените исти, доека кај алопресадок има нови антигени кои не ги препознава имуниот систем, а кај ксенопресадок има многу нови антигени кои не ги препознава имуниот систем. Сега, поради тие различни антигени ќе се покрене имун одговор против пресадокот, така што со тек на време може да дојде до отфрлање на пресадокот. Сега постојат, зависно од брзината на отфрлање и од механизмот како тоа ќе се случи, 4 типа на отфрлање на пресадокот. Тоа е хиперакутно, акутно, хронично и пресадок versus домакин. Така, кога пресадокот го напаѓа домакинот. Сега, хиперакутно е кога пресадокот ќе биде отфрлен можеби во рок од 30 минути. Значи многу брзо. Заврши хирургот со операција, завршивме работа, за 1 сат органот е веќе уништен. Сега, зошто се случува хиперакутно отфрлање? Тоа е најчесто кога веќе има голем титар на антитела против некој антиген од пресадокот. И ова знае да се случи кај секундарни трансплантации. Например, се трансплантирал одреден орган или например кожа од некој донор на некој домакин и добро, и седело тоа парче кожа да речеме година дена, но со тек на време имуниот систем го отфрлил. И сега се создале одредени антитела. Така што вториот пат, сега да речеме повторно пробаме од истиот донор на истиот домакин да префрлиме парче кожа, тоа многу брзо ќе биде отфрлено. Зошто? Бидејќи веќе има готов титар на антитела. И кога што спомнав, тоа може да биде многу брзо, значи 30 минути до 60 минути. Имаме акутно отфрлање, кое е нешто поспоро, значи може да биде неколку дена до недела дена. И имаме хронично кое трае месеци со години. Инаку, какво и да е пресадувањето, дали ќе биде успешно или не, скоро никогаш не е трајно, значи ќе биде отфрлено или ќе биде оштетено постојано ткивото или органот со тек на време. И на крај имаме отфрлање бидејќи пресадокот го напаѓа домакинот. Сега речете, добро, ова нема смисла, како може пресадокот да го напаѓа домакинот? Ова главно се случува во два случаи кога има трансплантација на коскина срцевина или пак на црн дроб. Односно, ако се трансплантира коскина срцевина, ќе има хематопоетски клетки кои ќе создават имуни клетки кои ќе го напаѓаат домакинот. Исто и со црниот дроб. У црниот дроб има доста имуни клетки кога ќе биде трансплантиран, така што тие имуни клетки од донорот кои останале во црниот дроб сега ќе почне го напаѓаат домакинот. И ова е интересен чуден феномен за кој ќе говориме повеќе во последователните видеа. Океј, значи има отфрлање на пресадокот, бидејќи имуниот систем ги препознава антигените на пресадокот кои се различни од тие на домакинот. Сега, кои се тие антигени кои покренуваат најинтензивен имунодговор? Хајде да видиме. Тоа се МХЦ антигените.
Сега ќе речете, чекаме, МХЦ беа молекули на кои се презентираше пептиди за Т клетките, така? Имавме МХЦ класа 1 молекули кои беа на сите нуклеирани клетки и класа 2 кои беа на антиген презентирачките клетки. И тоа е точно. Но овие молекули, овие протеини кои се наоѓаат на површината на клетките, првично биле идентификувани како протеини кои се одговорни за хистокомпатибилност. Поради тоа самото име е Major Histocompatibility Complex. Така кај луѓе се нарекуваат HLA, така. Но општо во биологија, односно во имунологија, овие молекули се МХЦ, бидејќи првично или биле, како што реков, откриени дека се битни за процесот на трансплантација, дали ќе биде успешна или не. Што се послични МХЦ протеините, тоа е поголема шансата дека ќе биде успешна трансплантацијата. И поради тоа го добиле името. Подоцна всушност нели се открило дека тие всушност презентираат пептиди кои се препознани од Т-клеточниот рецептор на Т-клетките и така натаму и така натаму. Сега, иако складност на МХЦ молекулите е еден од најбитните фактори кои се одредува пред да се врши трансплантација, битни се и некои минорни хистокомпатибилни антигени. Затоа вака некако со мали букви напишав МХЦ, кога се потсетам. Значи има и други антигени кои се наоѓаат на површината на клетките, кои се разликуваат. Мислам, тоа е многу логично дека ќе има такви. Иако се во доволен број, и тие може да направат проблем. Но најчесто првата работа што се гледа е складност на МХЦ молекулите помеѓу донорот и домакинот. Сега, во однос на МХЦ молекулите и колку ќе биде успешно трансплантирањето, помага ако имате брат или сестра. Зошто? Бидејќи 25% шанса има дека со братот или сестрата ќе имате исти МХЦ молекули. Бидејќи главно не се случува кросинг овер кај МХЦ гените, се наследуваат како целина, односно како хаплотип. Така што, да речеме, татко ти има А гени на едниот хромозом за МХЦ молекули, Б на другиот хромозом, не знам, мајка ти има С на едниот хромозом, Д на другиот хромозом. И сега децата што се добиваат едно од таткото, едно од мајката. Така што децата или ќе бидат АЦ, АД, БЦ или БД. Односно има 4 можни комбинации за МХЦ молекули. Така што ако имаш брат или сестра, има 1/4 шанса дека имате истите МХЦ молекули. Сега знам дека ме разбравте ова со генетиката, не го објаснив сега толку детално, но тоа е битната работа. Нормално денес, пред да се изврши трансплантација, не се гледа само МХЦ гените, него се гледаат и многу други фактори. Се гледа возраста на донорот и домакинот, дали се исти род, тоа е исто така битно, например, потешко е да трансплантираш органот машко на женско. Особено во некои случаи, например, кога жената била бремена со машко дете и од кога се породила, она всушност направила титар кон одредени машки антигени. И сега ако се трансплантира кај таа жена некој орган кој доаѓа од машка индивидуа, она може хиперакутно да го отфрли. Има еден таков антиген, мислам се да рекуваше HY, кој го има кај машките, а го нема кај женските. Така што ако жената, кој што спомнав, била бремена со машко дете, она сега има титар против овој антиген, и ако и се пресади орган од некоја машка индивидуа, има шанса дека ќе го отфрли. Во ред. Сега првично кога вршеле експерименти со пресадување, не знаеле зошто се случува отфрлањето на пресадокот. Сватиле дека е имун систем инволвиран во се тоа, бидејќи имало меморија. Односно, кога се вршело пресадување, па од кога тоа ќе било отфрлено, и повторно кога ќе се извршило пресадување, ќе било отфрлено многу побрзо. И тоа асоцирало на некаква меморија, и направиле, си поврзале 2 со 2 и сватиле дека имуниот систем е тој кој е одговорен за отфрлање на пресадокот. Значи имаме донор, имаме домакин, се врши пресадување првиот пат, така, и сега тој пресадок ќе седи така, не знам, да речеме една година, и после една година ќе се направат антитела, така што тој пресадок ќе биде отфрлен. И сега тој пресадок ќе го нема, но антителата ќе останат. Во ред? И сега се изврши повторно пресадување од истиот донор на истиот домакин, и пресадокот сега одма ќе биде отстранет. Значи нема да издржи една година, може ќе биде отстранен за неколку дена. Во ред. Сега, во однос на имуниот систем инволвиран е и вродениот и адаптивниот.
Вродениот е инволвиран главно поради самиот процес на пресадување, односно хируршката интервенција, во која се оштетува доста од околното ткиво, каде што се пресадува органот. Така што ќе има многу dumps. Тоа беа еден термин кој го употребивме пред многу видеа, некаде во првите видеа, односно тоа беа damage associated molecular patterns, односно молекули кои имуниот систем ги препознава кога има некакво оштетување. Така што поради самата хируршка интервенција има доста оштетено ткиво, има многу вакви молекули, вродениот имун систем, главно макрофагите, ги препознаваат и предизвикуваат некаков напад, односно да се исчистат тие молекули, а при тоа оштетуваат ткивото. И повикуваат тука и дендрични клетки, ослободуваат доста цитокини и доаѓа адаптивниот имун систем во игра. Сега, главно отфрлањето органите е посредувано поради Т клетките. Сега, некогаш се инволвирани антитела, создадени од Б клетките, но за Б клетките да создаваат антитела, мора прво Т клетките да им го овозмушат тоа. Така да ги активираат Т-депендент Б клеточна активација, така што тие да може да се диференцираат во плазма клетки и да прават антитела. Инаку Т клетките можат да ги препознаат антигените од пресадокот, од донорот, директно, семидиректно и индиректно. За овие три начина на кои Т клетките ги препознаваат антигените од пресадокот, ќе говориме во следното видео. Сега сакам само така ги набројам колку да ги има. Инаку, дали имаме некои методи за да го спречиме ова отфрлање на пресадокот? И имаме. Двата главни се имуносупресија и имунотолеранција. Имуносупресија, како што ни кажува самото име, се користат на различни медикаменти, дали тие ќе делуваат општо или специфично, со цел да се супремира имуниот систем, така што пресадокот ќе остане полого. И генерално ова е терапија која се прима се додека седи пресадокот, со цел да се овозможи што полого да остане. Но самата терапија си има многу негативни последици. Главната негативна последица е имуниот систем ти е супремиран, така што си подлежен по многу други инфекции, исто така поголеми се шанси дека ќе развиеш канцер. Така што негативните ефекти колку толку се решени, но не е совршен. Светиот грал на трансплантационата имунологија ќе биде имунотолеранција. Сега, што значи тоа имунотолеранција? Генерално, како што ви ти кажав самото име, домакинот да стане толерантен на пресадокот. Сега, ова може да биде привилегирана имунотолеранција која се случува кога се врши пресадување во локација која е имунопривилегирана. Значи, мозокот е имунопривилегиран, тестисите, јајниците, очите. Значи, овие ткива се места каде што имуниот систем толку не рчка, така што ако пресадиш нешто таму, најверојатно нема да биде отфрлено доста долго време. Но втората имунотолеранција е индуцирана. И ова не можеме баш да го постигнеме, но главната идеја е следнава. Ако планираш од, не знам, донор, овој портокаловиов, да пренесеш нешто на домакин, овој синиов, пред да го пренесеш тоа нешто, ќе зимаш малце ткиво од донорот и ќе го инјектираш на соодветен начин, нормално, не е така просто, во домакинот. И така ќе правиш полго време. Помалце ќе инјектираш од антигени од донорот, така што со тек на време домакинот да стане толерантен. Веќе не реагира на тие антигени. И од кога тоа ќе се случи, го зимаш органот кој си сакал да го трансплантираш и ја вршиш трансплантацијата и сега домакинот ќе биде толерантен на тој пресадок. И ова е главната идеја. Но не е така лесно да се направи. Едноставно не е така лесно да се индуцира оваа имунотолеранција. Но забележано дека може да функционира, бидејќи кај некои животни, поточно телиња, додека се наоѓаат во утробата, ако се близнаци, се поврзани со иста папочна врвца, односно иста крв разменуваат. Така што антигените од кај едниот близнак ги има и кај другиот. Нормално зборам за двојајчени близнаци кои се разликуваат генски. Така, ако зборев за еднојајчени, тошка нема везе. Значи, двојајчени близнаци, телиња, ја разменуваат крвта дори се натре во утробата. Така што од кога ќе се родат, иако се генетски различни, може да се вршат трансплантации помеѓу нив. И нема отфрлање. Додека кај другите цицачи,
кога има близнаци се породени со различна папачна врвца. И така да немаат размена на антигени и ги нема оваа способност за имунотолеранција помеѓу двојаčени близнаци кај, например, другите цицачи. Така што теориски работи, но уште практично не е постигната оваа имунотолеранција. Сега, во пракса да видиме, во клиничка пракса, што најчесто се трансплантира. Најчесто се трансплантира бубрек. Сега, бубрегот може да биде оштетен поради најразлични причини, диабет, најразлични нефрити, некои физички повреди, така што ќе се замени. И ова е најчестиот трансплантант, ова е најчестата трансплантација која се изведува, бидејќи може човек да живее со еден бубрек. Така што има многу живи донори кои може да донираат бубрек, при тоа да останат и самите живи, така. Исто така, луѓето на кои им треба бубрек, може да останат долго време живи и да чекаат за пресадок. Значи, кидат на диализа и тоа може така да трае со години, се дори не стигне соодветен пресадок кој може да се трансплантира. Исто и самата хируршка интервенција не е до толку тешка. Мислам, тешка е, но во споредба со другите органи не е нешто многу захтевно. Имаме хепар. Хепарот може да биде оштетен поради наразлични вирусни инфекции, така значи хепатит, вирусен хепатит, алкохолен хепатит, нешто вродена мана да има, или пак многу лекарства примал најразлични кои го оштетиле црниот дроб. Сега црниот дроб се трансплантира, но е малце хируршката интервенција посложна, бидејќи има многу по-деликатна васкулатура и малце е потешко да се приспојат сите крвни садови, но може да се направи направено и во Македонија. И интересно е дека хепарот е нешто отпорен на хиперакутно отфрлање. Сега рече зошто е отпорен на хиперакутно отфрлање? Бидејќи во самиот хепар има бели крвни клетки од донорот, така од тој кој донира. Така што тие го штитат од имуните клетки на домакинот. Некое си време. Сега можда акутно ќе биде отфрлен, али нема да биде хиперакутно отфрлен. Во ред? Тоа е една интересна работа. Срце. Срце се врши, значи, денеска трансплантација на срце, ако има срцев удар или некоја си вродена мана, може да се направи, но проблемот со трансплантација на срце е дека нема многу срциња на залиха. Така што тоа е главниот проблем со трансплантација на срце. Имаме трансплантација бели дробови, слично е како со срце, нема толку на залиха. Кожа се прави доста често, се вршат автопресадоци, така од едно место на индивидуата на друго или пак од една индивидуа на друга, многу често во пластична хирургија. Панкреасни клетки се врши ова кај луѓе кои имаат диабет. Наместо да се трансплантира цел црн дроб, може да се трансплантираат само одредени клетки од панкреасот, така бета клетките од лангерхансовите островчиња, тие се тие кои продуцираат инсулин. Трансплантација на коскини срцевини. Ова се прави при леукемија, анемија или некои имунодефициенција кој има пациентот. И за ова да се направи, потребно е првин да се уништат стем клетките во коскината срцевина на домакинот. И ова може да се прави со радијација и со најразлични медикаменти. Значи првин тие да се уништат, за да може да се внесат нови од донорот. Така, и ова се прави, но овде најчесто се случува тоа graft versus host, што го зболевме, односно кога пресадокот го напаѓа домакинот. И ова знае да биде доста голем проблем. И за трансплантација коскија срцевина, поточно за хематопоетски стем клетки, ќе говорам во посебно видео, значи ќе направам видео само за тоа. Инаку, интересен факт е дека само 30% од тие кои чекаат трансплантација на некој орган, на крај го добиваат. Значи 70% умираат чекајки. Најчесто дали нема доволно органи во циркулација или пак нема соодветни органи за дадениот домакин. Така, значи антигените не се одвестуваат, така што и да се пресади, тоа ќе биде отфрлено и не се троши за џабе орган. Така што има некои бројки дека во однос на тоа дека само 30% добиваат орган, колку луѓе на пример има само во САД кои чекаат за орган, околу 15 луѓе умираат на ден бидејќи нема доволно органи. И затоа многу често се апелира да што повеќе луѓе аплицираат за програми или таму не знам како иде целата процедура, да се потпишеш некои хартии, така што се согласуваш дека по твојата смрт твоите органи кои може да се користат, кои не се оштетени,
да бидат користени нели во трансплантации на други луѓе. Сигурно има некои процедури каде што може постмортем тоа да се одлучи, така твојата поблиска фамилија да одлучи дека твоите органи ќе бидат донирани на тој и тој. Но многу луѓе тоа не го прават од најразлични причини и пред неколку децении така искочи идејата на правење зомбиња за жнеење на органи. Сега ќе речете што збори овој, какви зомбиња. Имаше памтам некои филмови базирани на оваа идеја, а тоа е следнава. Што ако земеме клетки од твоето тело, така што со тие клетки направиме генетски идентичен клон на тебе. Сега тој клон го раснеме во унаводници тегла, така што тој ќе порасне, ќе биде како цел човек, нормално нема биде свесен, никош ќе нема никакви сензорни инпути од околината, но кога ти треба нешто, ќе се извади од тој клон и ќе се стави кај тебе. Например, не знам, ти треба срце, ќе го извадат од тој клон и ќе остават кај тебе. И имало доста дебати за овие тематики, дали е етички тоа да се прави вака, така и така натаму. Но и да поминат тие етички дебати, во пракса не е така лесно да се изведе да израснеш цел човек у наводници тегла и да го користиш за жнење на органи. Многу е попрактично истите да се растат во животни. И тоа се прави. Значи, се користат свињи, така што се вметнуваат гени за, пример, срцето на свињата да биде многу послично со срцето на човекот. Односно, во смисол на антигени. Да има што помалку различни антигени. Ајде, тоа беше еден проблем, па друг проблем е срцето на свињата е многу големо, што да се прави со тоа, па ајде, направи генетски инженеринг, така што свињата е сега помала, така што и срцето е помало и повеќе соодветствува со човечкото и може да се врши трансплантација. И во ова многу се инвестира. Значи, животни, не мора да бидат свињи, може да бидат и други примати, кои ќе бидат генетски инженерени со цел нивните органи да бидат антигенски многу послични со тие на човек. И овде ќе има некои етички дебати и проблематики, се уште не е се разрешено, но ќе видиме какво ќе биде блиската иднина. Сега се прават и органи со 3D принтање, но не е баш 3D принтање на орган, него се прави скеле од фиброзно ткиво, па се садат клетки на тоа скеле, па тие треба да растат, но не е така просто, бидејќи секој орган не е една клетка. Тоа се цел склоп на наразлични клетки кои се организирани во наразлични ткива на наразличен начин, така што не е баш така лесно да се направи. Оке, 3D принтаме органи, се уште сме доста далеку од тоа. Но, окей, тоа беше главно се што сакав да кажам во ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.